Добро утро, почитувани гледачи. Вие сте на фреквенцијата на телеканал А1 и ја следите утринската емисија во вториот дел, кога разговараме со гостин во студиото. Пролето е едно од најубавите годишни времења, секогаш не мотивира да смениме нешто ново во нашиот физички изглед, најчесто да направиме некоја нова фризура или да смениме нешто во начинот на облекување. Токму затоа овој пат се решивме да зборуваме за креативноста во шминкањето и фризурата. И затоа наш гостин во студиото е младиот Драган Гоцев, попознат како Даци. Неговото студио денес е препознатливо и барано кај струмичани и токму за неговата работа како стилист, но и за проектот во сосписанието Есперанто, кој неодамна го започна. Денес во студиото разговараме со Даци. Даци, добре дојде во нашето студио и во нашата емисија. Благодарам поканата. Како си, добар? Да, супер. Така. Вака, да почнеме од почеток. Кога за прв пат се појави интерес кај тебе да се занимаваш со тоа што се занимаваш денеска? Па, сметам дека интересот е уште многу мали години. Именно започнав да работам како фризер на 13 години, тоа како праксант во еден фризерски салон во Струмица. Желбата ми е многу од мали години. Сепак, нели, правењето фризури на најблиските започнало уште некаде 7-8 години, но е вака официјално започнав на 13 години. Што е тоа што посебно те инспирираше? Дали го виде од телевизијата или така ти дојде само од себе? Па знаеш, секој човек се раѓа со нешто во себе. И сметам дека си имал некоја дарба во себе, па така да, некоја инспирација стрикно немам од некаде. Но да, од телевизија, Така. Да влезеш за светот на убавината и на модата ми беше доволна инспирација да започнам да го работам тоа. Значи твои први клиенти беа оние од домашното семејното обкружување? Да, потоа пријателките, нивните пријателки, знаеш, така почна кругот да се зголемува. Се до моментот, да, кога не се решив да отворам сопствено студио и веќе да бидам подостапен за поголемата јавност во Струмица. Кој те стимулираше кои луѓе на некој начин го открија твојот талент и те стимулира да работиш понатаму? Кој ти вика, браво бе Даци, така треба, супер ме направи фризура? Сметам дека тоа беа родителите, Така. бидејќи најнапочеток целосна мотивација и поддршка добив од нив, а потоа самите задоволни клиенти ме мотивира да одам уште понапред. Понатаму. Каде реши да го усовршуваш занаетот? Па, каде заврши? Да. Што има завршено всушност ти, кажи ни? После 3 години курс овде во Струмица во еден салон, започнав да учам во Скопје во фризерското училиште Димитар Влахов. Тоа што се добив со диплома за фризер. Потоа се надогради во Бугарија, во Софија. Именно учев и овде во гимназијата Јана Сандански. И во главно тие беа трите клучни места да го добиам оно што сум денес. Во Софија? Знаење, да. Во Софија кој дел од образованието го имаш? Таму бев на специализација, академија е за фризери. Колку време? Самата академија беше 3 месеци, но бидејќи многу ми се допадна, се останав малку повеќе. Бев за стилист Капанов, една многу престижна академија таму. Беше супер, имав прекрасни ментори и сметам дека шлакнат на тортата беше баш академијата. Значи таму ја да усоврши твојата професија. Да. Стигнав поголема самодоверба, сметам. Што е многу битно за една работа. Зошто не остана таму? Па имаше многу перипетии таму и немаше начин да останам во Софија, но секако не желам што се вратам во Македонија, односно во Струмица. Така да, добро е што на некој начин сум се долечила таму и се прибрав овде кај својата фамилија, кај своите најблиски. Може би во некој едно време ќе отидеш, па не мора Софија да биде некој друго место. Да. Од кого, кој јас не ги познам сега луѓето од твојата бранша, од кого од светската сцена на кого се угледуваш, од кого црпиш енергија за да продолжиш понатаму? Кој е некој собствен идол? Да. Па знаеш, секој си има некој си поттик, некоја личност од која што црпи инспирација. Сметам дека за мене тоа е Патрик Камерон, еден многу познат фризер. На некој начин ги црпам и целам на тоа да стигнам на неговото ниво.
Пред малку спомнавме Софија, заборавив да те прашам, што е толку што толку многу те привлече во Софија, освен тоа што нели оној дел каде што се доусовршуваше и кај што си работел нели во односно си го стекнувал твоето знаење и самодоверба, како што каже, во студиото. Што е тоа друго што ти се допадна во Софија? Нешто може би да е поврзано со твојата професија, но и надвор од неја. Да. Пред се кога требаше да се одлучам во која земја ќе го продолжам своето знаење, се одлучи за Софија и никако не желам што се запишав таму. Што ме привлече од прекрасниот однос од луѓето кон мене, беше клучно да останам подолг период таму. Исто така, начинот на животот во Софија е малку поразличен од овде, но од страна гледано е далеку повеќе. Сметам дека Софија како град е прекрасен за живење. Самото видување на луѓето, самите хоризонти се многу поотворени. Прекрасно е. Да, освен тоа што добив многу добар квалитетно знаење од таму, добив и 8-9 месеци прекрасен живот. Во смисол да целото време ми беше спогнато на вистина многу убаво. Значи, може да кажеме дека сакаш еден динамичен живот и исполнет со многу дружења, така? Да, принципно сум тип кој сака да има промени во животот. Сметам дека тоа беше идеалниот начин за една така промена во мојот живот. Имаш ли соработка со познати лица од бугарската естрадна сцена или? Имајќи во предвид дека бев само 8-9 месеци некој си во Бугарија, сметам дека постигнав успех затоа што со вториот месец веќе го потпишав договорот со Планета, тамошна телевизија. Имав работено со повеќе бугарски познати пејачки, а исто така и со многу познати мис Бугарија и некои модели. При моето второ работење во салонот Висаж, кој што исто така има и своја модна агенција. Сметам дека имав работено со едни од најпознатите личности во Софија и тоа ми прави исклучително задоволство. Може ли да се каже дека искуството со тие личности на некој начин допринело за тоа ти да се подигнеш на еден степен повеќе во твојата професија? Знаеш, додека не пробаш, нема никако да знаеш нели што е подобро и што е нели најправилно. Искуството со нив ме натера да се мотивирам уште повеќе во животот. Пред се тие се многу обични личности. Знаеш, од страна кога ги гледам личностите изгледат како да се малку по-претенциозни, малку по-лигави да не кажам, ама кога работиш со нив, тие се сосем пријатни и секогаш се доволни, да. Проблемите со клиентите? Нема проблеми. Нема никакви проблеми. Добро, кажи нешто повеќе за шминката. Кои се основите на шминкањето? Што треба да се направи предходно, како предлуслов, како подготовка, за да се направи една добра шминка? Јас секогаш велам дека пред се една жена не треба да биде негувана само за празници или за свадби. Тоа треба секоја жена да се го вметне како секојдневна навика, односно шминкањето или ако не повеќе негувањето на собственото лице. Пред се, да, тоа е основното за едно кристално убаво негувано лице е најдобрата основа за шминкање на лицето. Она што ме карактеризира како козметичар во Струмица, тоест како шминке во Струмица, е тоа дека ги правам работите обратно од другите. Примерно ако нели шминкањето започнува со нанесување на пудра, тоест праймер па пудра, ние ги правиме обратно работите, односно почнуваме шминкање на очите, па најнакрај остануваме да нанесеме пудрата и другите работи на темата. Тоа е твој некој начин кој што ти си го открил или тоа е искуството од тоа е трик на познатите шминкери во Бугарија. Сметав дека е окей и затоа решив ја да го применам. Што добиваш со тоа? Што се добива при самото? Во смисла на? Во смисла на изгледот, на крајниот изглед на
Па, тоа не е клучно за една шминка да биде супер. Тоа е некои си трикови при шминкањето. Добиваме ефекти како и сите други. Според мене така е полесно, изгледа по добар резултат, затоа го применувам. Познат си по тоа дека имаш брзи раци, така? Да. Која е најбрзата шминка што досега си ја направил? Дали имаш мерено? Не, никогаш не имам мерено шминкање. Сметам да го правам прилично брзо, но се надевам клиентите велат дека тоа е добро, што е многу поважно од брзината. Па вака, пријателки за шминкање, може добро шминкање за до 5 минути секако. Да. Добро, кога ќе дојде некој клиент да бара шминка, така, и ти веднаш го гледаш неговото лице, така нели ти се појавуваат слики во главата што би можело да излезе? Па секоја личност си е нели приказна за себе. Не сметам дека се треба да бидат еднакви. Овде во струмите е малку комплицирано во смисло на тоа дека сметам дека сите луѓе сакаат едни и исти работи. Унифицирани се. Да, многу малку број на личности сакаат да применат нешто ново во спостојаниот изглед. Да, тоа беше прашањето, сакам да кажам дека има луѓе кои што не им одговара таа шминка за нивното лице. Сега они упорно бараат некаква шминка што виделе дали од весник, дали од некоја пријателка, другарка. И таа другарка им кажела: па еве кај Даци бев, он ме шминкаше. Леле колку убаво изгледаш и јас ќе одам истата шминка. Има ли такви ситуации? Да. И што, како реагираш тога? Да, имам многу такви ситуации. Пред се, ако сметам дека таа шминка не е соодветна за нейното лице. Го кажеш што? Јас им го изнесувам, не е да одлучи дали ќе направи или не. Сепак се трудам да го добијам оно што го сакам. Некаква комбинација правиш. Да. Меѓу тоа што изгледа, како таа изгледа и ти што мислиш. Да. Добро, во однос на цената на шминките, дали се одветствува цената со квалитетот и колку е битно да се направи добра шминка, дали е битно да биде скапа шминката или можеш да направиш и со ефтина шминка? Па, значи не сметам дека квалитетните и скапите шминки се клучниот момент нели за прекрасен изглед на шминката. Има секако многу голем модел во тоа, но пред сметам дека добар шминкер може да направи екстра шминка и со малку поевтини шминки. Во Струмица луѓето се малку сакаат да бидат нашминкани со некои високи марки на шминки, но сето оно што нас не обкружува, значи заклучуваме дека самиот стандард не ни дозволува да пременуваме производи кои што се на високо ниво во однос на шминките. Така да. Во секој случај е окей, значи како професионален шминкер морам да посетувам само професионални шминки кои соодветствува со нели да бидат и скапи, но во случај не е најважно да бидат и не скапи. Рацете на уметникот се тие практично кои ја прават шминката, не самата шминка. Баш така. Влие ли цената, колку влие врз цената ако користиш поскапи и поевтини? Па нели, секој труд се плаќа, односно ако ние внесеме на лицето некој повисок бренд на шминки, тоа нормално е дека нели тоа мора да се го наплаши, тоа да си готвиш трудот и производите кои што си ги потрошил, така да тоа е поврзано. Им кажувате на клиентите дека ќе биде малку поскапо ако користите? Нели овде во Струмица секој му обед се знае, односно сметам дека уште од самото отварање на своето студио со првите 5-10 клиентки веќе цела Струмица ги знаеше цените, така да немам потреба да напоменувам нели која е цената на шминкањето. Добро, има ли имиња на некои шминки? Во смисла на како ќе бидеш нашминкан и тоа да се вика некако? Па, пример, да, еве, нашминкаме како таа и таа. Да, еве, пред некој период беше многу актуелен smoky eye, значи шминкањето, опушеното шминкање. Веќе на светски гледан план, значи сето тоа нападно и многу силно шминкање почнува да се одбегнува, но овде го задржуваме тоа до некој континуитет, тоа до некој степен, сакаме да се шминкаме темно. Не знам од кои причини, но нели веќе сите се трудат да бидат на некој начин поприродни и да имат посовршен изглед со многу малку шминка.
да не е толку наметлива. Да. Тука некако можеби во помалите места модата воопшто, не само и за шминкањето и за твојата работа, туку воопшто модата доаѓа малку покасно и се задржува подолг временски период, затоа што нема тие циркулирања, нема тие динамични промени, директни во врска Да, не, сметам дека многу луѓе од Струмица патуваат, тоа се запознаени со светската мода, но она што е малку по како да кажам, пристегнато за овде е тоа дека како тој ќе биде прифатен од струмичен или во однос на тие светски модни трендови. Работата во студиото работите сами или? Па имаме една асистентка. Така. Да. Постојано е? Да, секогаш со мене, да. Так. И по колку клиенти на ден обслужувате? Јас се некако запнав со бројките. Да. Па, за бројот на клиентите не сакам да зборувам, затоа што нели секој ден си е различен, обично малку повеќе работа имаме во викендите, но не е фиксно да речеме примерно 5 или 10 клиентки во текот на денот, така да тоа е нели ствар на ден, ствар на месец, на празници. Кога доаѓаат на пример матурските вечери. Да. Овде веќе да ептен силна бура на муштери. Те фаќа ли паника пред? Да. Што се викаш, чекај, што добро? Да, ме фаќа паника од тоа дека знам дека многу девојчиња зависат за таа нивна главна вечер, нели, од моите работи, тоест од мојата фризура и шминка. Овде станува напнатоста, пред се, нели, станува збор за малку поголем број од вообичаено и малку поголем стрес, нели. Да, и сите тоа е вечер кога ти сакаат да изјадат перфектно. И сите се во исти ден, да кажем, или во тие 2-3 дена. Да, во исти интервал, примерно на време се треба да бидат готови до 6-7 часот и тоа создава уште поголем притисок во работата. Сигурно работите со закажување. Да. Барем во тој период. Знаеш, веќе во денешно време сметам дека многу мал број на фризери, тоест козметичари и шминкери работат на без закажување. Тоест, многу е полесно за нас и за муштериите да имат закажани термини однапред. Не да дојде да чека 5 сати за 15 и накрај да оди без фризура. Да. Добро, што најмногу да се допаѓа кога некој клиент ќе влезе, што сакаш да чуеш од него во однос на тоа, дали сакаш да слушнеш на шминка име така онака, или па подобро ти е да кажеш да ти каже ти како мислиш така? Па на крај не знаеш што е подобро. Зависи од расположението. Да, баш така. Во некои случаи имаме нели кога е подобро да дојде клиентот со некоја идеја, додека исто така е окей да ми остави на мене. Сето тоа до отвореноста на муштеријата, затоа што нели на крај многу е полесно да кажеш дека не се бендисал од страна на мојата работа, отколку нели кога бараш нешто, на крај излева дека тоа не ти одговара на лицето. Добро, има ли клиенти кои останале незадоволни? Барем пред мене не. Не ти кажеле, така? Да, не. Никогаш не целам да бидам окей за целата група на луѓе. Нели секогаш постојат и оние кои те сакаат и кои не те сакаат. Така да многу одамна си имам нели помирено со тој факт. Расчистено со тоа. Да. И сметам дека никогаш нели не може да бидеш сакан од сите, ни па тоа го очекувам од луѓето. Ни па можеш да бидеш не сакан од сите. Да, бидејќи нели како сам фризер и дури да ме сакаат сите, нели тоа е невозможно да возможиме услуга за сите. Така, тогаш и другите би требало да затворат. Во ред, предлагам сега пред да почнеме да зборуваме за фризурите, кои исто така се дел од професијата на Даци, да го видиме прилогот кој го подготви колешката Ѓурѓица Костадиновска за тоа кои фризури се популарни оваа пролет. Доаѓа летото, со него доаѓаат топлината, светлината и разиграноста во воздухот. Заедно со нив доаѓа потребата да го освежиме својот изглед со поинаква фризура. Ова лето се носат сите должини, од кратки до многу долги, со прамени кои шармантно го обликуваат вашето лице. Асиметрична пикси фризура. Безвременската пикси фризура во модерна верзија е збогатена со асиметрични краеви на прамените, кои позиционирани во предниот дел и префрлени на едната страна, оставаат впечаток на нешто подолга и помалку неуредна коса. Оваа фризура се уште е тренди и откачена.
особено ако е стилизирана така што ќе има заводлив волумен. Структуриран боб. Структурираниот боб секогаш е модерен, а оваа година боб вариациите заземаа посебно место меѓу познатите светски ѕвезди. Тоа е рамна фризура со должина до половина врат, што дава доза драматичност и елегантност. Текстуриран лоб. Одличен текстуриран лоб е совршен компромис за оние што сакаат да ја скратат својата коса, но повторно да ја задржат должината. Нежни, меки бранови префрлени на едната страна на главата, кои деликатно паѓаат на рамена, се совршен избор за ова лето. Асиметричен лоб. Асиметричниот лоб од едната страна е подолг, брановиден и паѓа некаде помеѓу должината на брадата и рамената. Овој изглед е многу софистициран и одлично го нагласува лицето. Ако имате убаво дефинирани црти на лицето, секако одлучете се за оваа варијанта. Француски шишки. Трендовите инспирирани од 70-тите моментално се доста модерни, но лудите 70-ти своето влијание го проширија и во светот на убавината. Францускиот чик во косата е идеален за девојките со тенка коса кои не сакаат да ја уништуваат должината. Француските шишки често се долги и префрлени на страна, а ако сакате текстура во косата, попрскајте ја со спреј за коса и во неколку потези изгужвајте ја со прстите. Поштовани гледачи, назад сме во студиото. Разговараме со Даци, кој е професионален фризер и шминкер. Вие кои имате некој прашање, слободно може да се јавите на нашите телефонски броеви и да го прашате гостинот тоа што ве интересира. Ние продолжуваме, Даци, со разговорот и тоа во делот посветен за фризурите. Кои се предуслови да се направи добра фризура? Поопширно ако можеш да ни раскажеш. Оно што веќе го реков за негувањето на лицето, истото важи за косата. Пред се добар предуслов е така негувана коса. Второ, многу е важно да се направи една добра комбинација на бои. За фризурата треба да имат бои и пред се да биде формата на шањето да биде соодветна со барањето на фризурата. Имам во предвид, примерно кога бараме некоја фризура, пред се најдобро е да тргнеме, кога гледаме од светската модна сцена, најдобро и најправилно е да бараме личност со прилично иста боја како нашата и прилично иста некоја форма како нашата, за да може резултатот да биде колку е можно поблизок до оној на моделот што е избран. Исто така, пред се многу мал број на луѓе знаат да направат реална проценка на оно што го поседуваат и на оно што оствари го бараат од самиот фризер. Пред се станува збор за тоа дека ние сме фризери, можеме да направиме многу големи работи во врска со нивната коса, но пред се и не сме генорничари да го направиме тоа невозможното. Пред се сметам дека треба да бараме реални и можни фризури од самите фризери и пред тоа моделите што ги бараме како фризури да не бидат пред се колку е можно поблиски до нашата реална ситуација на спасената коса. Сте биле во ситуација да имате барање за некоја фризура, гледате дека косата не е за таа фризура. Да. И често тоа и те веруват. Исто како со шминките, истите прашања како со шминките. Да, имаме дојдено во ситуација да имаме клиентка која бара огромна фризура со да речем 5 влакна. И како се тука беше многу комплицирана ситуација. Па ти те бива како знаеш, на крај изгледа дека полошо е тоа дека самиот клиент не е разбрал дека уствари има 5 влакна или така речени. Кога доаѓа пред се клиентка со многу ретка коса не може да бара фризура со огромен волумен. Ние може да дадеме некоја облина на косата, можеме да дадеме некој волумен, но тоа не може да биде вау ефект на крајот. Да, ефектот на екстеншн е екстра, но стануваше збор за малку повозрастен клиент. Со прилично средна должина на косата. Имаше многу високи барања од нас фризер. На крај го дојавме ефектот да таа биде до 80% задоволна од спасената фризура. Па добро е 80%. Се вратили пак после? Да.
се врати. Нали, беше интересно момент, когато имаше нали, невъзможно баране от мене. Момент, от кога се освести дека има по-малко влакна, отколкото замислувала. Нали, наистина упорност беше присутно до край. Тая беше упорна дека я сака тази фризура, т.е. дека аз морам да я направим тази фризура. Нели, направихме се, що можехме, накрая се доби прилично нещо на фризурата, ще я бараше. Но нели, моментът беше много интересен, дека немаше направено, нели, немаше разчистено със себе си, дека она, що го бараше на сликата и она, що оствари го поседова е малко по-различно, т.е. малко по-контрастно в съотност на гостината на косата. И накрая, що рече, ти рекох ми дека може. Па имаше некој таков одговор, да. Добро, кои са тие фризури кои се популарни на светско ниво, а кои се слушнавме нешто и од прилогот, но сакам ти да ни кажеш. Да, а кои се ови во Струмица што се, така да кажам, популарни? Извини. Во Струмица популарно, нели, сето оно што го наметнуваат познатите звезди во, нели, модни икони. Значи копираме исто на некој начин. Нели, најлесно ни е да направиме нешто што е веќе видено, односно дека примерно една фризура на Дженифер Лопес не може да ни стои, нели, на било кого. Пред се, нели, станува збор за светски позната звезда. Сметам дека таа што е да направи секој ќе стои окей. Пред се ние многу важно е, според мене најдобра фризура е она фризура кој вам ви стои најдобро. Не она што е нели моментално најтрендовски. Окей, нели, во Струмица сме многу имаме нели многу јасно видување за модниот свет. Сметам дека луѓето се многу модерни, но она што го она што само што го сакат, она го прифаќаат, нели. Имаме еден одреден стил и имаме некои одредени звезди од кои што нели целосно ги бараме, нели, идеите за она кога треба да нели да го промениме својата визија на косата. Но тоа е окей, но нели треба исто така да направиме нели компарација тоа како изгледа нели моделот што бараме фризурата и она како нели ние изгледаме. Трендовски, нели, сега во предваден имаше Red Carpet, сметам дека звездите кои ще излезат таму ќе бидат актуелни годинава, па може би веќе имаш бара година, да. Сметам дека овде во Струмица пред се, нели, луѓето го следат тој круг на, нели, на звезди, на низините фризури. Знаеш, и самите нели модели, тоа звезди, не прават многу големи турбуленции, нели, во собствените фризури. Туку таму некои, нели, кои имаат малку по-фрапантни излегувања, тоест малку по-радикални менувања на собствената фризура. Во главно, нели, прифаќаме мода која што е малку по, нели, прифатлива за овде, и она што е, нели, по-стандардните бои на по-стандардните форми никогаш не излегува од колосекот. Да, многу ретко можеме да наидеме на клиент кој што има барање за авангардна фризура, има барање, нели, за оној стил на висока мода, за примерно користење на многу силни бои на собствената глава. Пред се, нели, сме менталитет, сметам дека е тоа, дека примерно сакаме да не правиме преголеми, нели, трансформации на себе си. Да бидеме препознатливи и прифатливи од самата средина. Да. Пред се сметам дека тоа исто така е правилно, дека тоа е, нели, стравот од она што ќе речат, нели, другите. Според мене не би требало да постои, нели, оној страв, затоа што пред се ако сметам дека јас како фризер тебе или примерно розова боја ти стои перфектно, тогаш треба да се направиш розова боја без оглед на тоа, нели, што ќе речат другите, бидејќи сметам дека таа боја би одговарала окей на вашиот тени, вашите бојни очи, да, ако ве пред се одликува вашиот, нели, карактер, тоа е клучната и боја и форма и фризура за вас. Околу автентичноста на фризурите во Софија имаше поголема автентичност, односно не, како да кажем, не копираа толку од светски познатите звезди, или сепак и таму има влијание? Ако, нели, земаме некако да гледаме последователно нештата, можем да речем дека, нели, овде сме поднебје кој е многу црпи од Бугарија. Пред се, ако тие прават, нели,
фризури од некои светски звезди, ги внесува до Бугарија, потом ги црпат, нели, овде нашите дами. Патот на... Да, знаеш, во смисол тоа е излегува една звезда на Red Carpet, од таму, нели, некој ја краде од бугарската сцена, па таа се домакнува во Македонија и, нели, станува актуелна и останува подол период овде. Трпили модификации некакви? Да, пред се јас како фризер се трудам, нели, да она не биде, нели, исто како така, нели, како што е презентирано, нели, да ставиме некој собствен, нели, шлиф на самата фризура. Да, обично трансформациите, нели, односно, нели, тоа кога доживува мала промена на самата фризура, се трудиме да го направиме, нели, ефектот уште посовршен, нели, да не биде само окей како фризура. Пред се исто така многу важно е да кога една жена, нели, ќе дојде на фризер, да има расчистено за тоа што носи, нели, како би изгледала нејната фризура и како изгледа нејзината шминка, нели. Пред се многу е важно да на крај добиеме комплетно перфектна визија, нели. Може на крај да се добие, нели, екстра фризура, екстра шминка, екстра, нели, фустан, но сето тоа да го нема крајниот ефект, нели, на како вау ефект нема да биде добиен, затоа што пред се не сме знаеле, нели, да направиме паралела, односно да направиме некој, како да кажам, добро усогласување на нештата во целиот стайлинг. Пред се, нели, кога оставаме на фризерот и на шминкерот, нели, тој подобро се знае и работата од она што самите клиенти го бараат. Има, нели, тоа не мора да биде исто така фиксно, има многу клиенти кои што сигурно веќе, мислам, со сигурно знаат што им одговара на нивното лице. Тоа ни е окей помош на нас како фризери и како шминкери, но, нели, пред се треба да се остави да тоа биде, нели, професионално изработено. Тоа кога ќе каже некој стайлинг, што конкретно значи тоа? Па стайлинг поврзано е со фризурата. Да, значи комплетен стайлинг означава да фризура, шминка, нели, накид и фустан со нели, со кондури или сандали биде целосно, нели, завршен. Во Струмица зборот стайлинг, нели, е добро препознатлив, тоест многу често се употребува. До душа е исто така многу често изборот стилист. Да. Кој има апсолутно значење, нели, од оно што ние го работиме. Пред се не сум сигурна, не сметам дека многу мал речиси, нели, воопшто не постои стилист во Струмица. За себе си не сметам дека сум стилист, затоа што, нели, се уште се немам здобиено ниту со признание, односно диплома, ниту пак како професија го работам, нели, тоа. Сметам дека сум фризер и шминкер, односно дека не сум стилист, затоа што, нели, кога се рече стилист се подразбира на личност која што тебе треба да буквално да те комплетно да те оформи, да те облече, така, но тој ќе направи се, само не вашата фризура и вашата шминка. Сосема обратно од она што јас го работам. Во Струмица пред се сметам дека и нема потреба. Второ, нема стилисти. Односно, ако би бил стилист, на кому би бил стилист? Пред се една професија како стилист е доста поразлична, нели, на фризер и шминкер, затоа што, нели, ако можеш да одиш да се нашминка за 700-800 денари, секој не може да плати стилист за 700-800 денари. Имам предвид тоа да малку повеќе се плаќа таа професија, но исто така како поднебие немаме потреба од таков човек како стилист. Пред се не би сметам дека струмичката пред се, нели, модна сцена, тоест нема некоја модна сцена затоа што, нели, немаме модни избиднувања, немаме каде да промовираме стил и стайлинг. Тоа како да работат, нели, тие стилисти. Така да стилистите се врзани директно со, нели, познати личности, звезди. Па да. Таму каде што има потреба од нив, таму се Да, нели, секоја позната личност, нели, има потреба од стилист, а пред се, нели, самиот стилист треба, нели, знае да направи една, нели, да го погоди моментот, нели, погоден момент за самиот стайлинг, нели, како што примерно треба да се знае конкретно, нели, кој гардероба за кој правец припаѓа, примерно за емисија, нели, за вечерно излагување, за излагување преку ден, нели, тоа е работата всушност на стилистот, нели, да знае комплетно да го погоди времето со стайлингот. Така. Времето, моментот, за која пригода и така натаму.
Добро, а какви фризури сакаш ти? Што ти одговара најмногу повеќе да работиш? Долги коси, кратки коси? Па немам некое така прави, фиксно, кадрави? Да. Што повеќе сакам. Ги сакам и двата стила на шишење, тоест двата стила на коса, тоест долга и кратка. Никогаш не знаеш нели што на крај излегува полесно да работиш. Секогаш нели се знае дека она што е доста поедноставно е ствари најкомплицирано за работа. Ми се допаѓаат и долгите коси, ми се допаѓаат и кратките коси. Значи полесно ми е, така малку имам повеќе нели приоритет кон шишење на долгите коси. Исто така и кратките коси нели се окей, ми се допаѓа како форма, но нели на крајот ми излегува дека ми се допаѓа се, но нели но да, има малку некој така поголем приоритет кон шишење на долгите коси. Добро, предлагам овде да направиме една кратка музичка пауза, па потоа се враќаме назад во студиото и да го продолжиме разговорот со Даци. Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со разговорот. Даци,
би те прашал дали имаш како да кажем, дали имаш измислено своји фризури или само тоа што го има како веќе измислено во светот на фризурите го работиш? Па, нели, пред се треба да се согласиме со оно што самите клиенти ни го бараат. Обично, оно што ни го бараат клиентите е од светската сцена. Така да, нели, секој фризер има по нешто што е карактеристичен. Сметам дека и јас имам, нели, таков еден нюд што го даваме на крајот на фризурата, нели, да не биде тоа апсолутна копија на оно што го бараат. Пред се, како што веќе нели реков, се трудам максимално да го претопам она што го бараат со она што нели е најадекватно за неа во моментот. Добро, окей, прашањето ми беше дали имаш пример измислено твоја фризура целосно на некоја. Па да, имав. И дали, например, прашањето во второто прашање поврзано со тоа е дали имаш учествувано на надпреврси оригинална фризура? Да, баш тоа сакам да го речем дека беше моментот многу возбудлив кога нели требаше да направам фризура за светскиот фестивал нели на модата во Бугарија кој што беше во 2012 година. Кога требаше нели да направиме фризура која што ќе биде невидена на просторието досега, а пред нели ќе биде едната требаше да биде елегантна, додека втората требаше да биде нели малку повисока мода. Измисливме, тоест направивме фризура која што беше така многу тешко за работа, пред се на видик изгледаше многу едноставно, но се требаше да биде толку прецизно направено. Другото што беше така многу интересно во таа фризура беше што самиот прелив на боите и самата боја како целина беше така наместена да нели мора да биде фиксно направена да самиот ефект на фризурата нели на крај биде она како што го очекувам. Посакуваниот. Да. Мажите како стојат со фризурите, Даци? Па, мажите во твојот салон. Да, со оглед тоа дека нели уште од самото отварање на моето студио нели сум се нели решил на тој чекор да нели во сопствениот салон не земам клиенти мажи. Односно сметам дека тоа е направено поделбата уште многу поодамна, но нели во денешно време нашите фризери овде ги прават и машките и женските фризури, тоест и дами и мажи. Кај мене тоа е нели фиксно, значи станува збор за работење само на женски фризерски салон. Мажите во Струмица така нели општо земено како гледиште, сметам дека имаат некој нели така определена фризура, определен стайлинг. Сметам дека исто тоа така е копија нели на некои светски познати нели икони машки, но исто така нели како кај жените обично сите прават еднолични фризури. Примерно ако е актуелна примерно избричена десната страна или левата страна нели поголем грото од мажите се направени или по еден исти терк на фризура. Како еден калап да се излезе. Едно време, во мое време додека јас имав 17-18 години, па дури и помалку, имаше една фризура позната, Том Круз беше, и беше тоа доста актуелно и сите машки се стрижаа. Каква фризура сакаш? Том Круз. Без разлика дали одговара косата, главата. Добро, што ќе кажеш за мојата фризура, Даци? Што и фали? Сигурен сум дека откриваш нешто што и фали. Па, нели, што ќе рекам, сметам дека не сум нели компетентен да зборувам за тоа како нели треба да изгледа на машка фризура. Нели, секоја фризура го одликува карактерот и стилот на една личност. Сметам дека така се чувствуваш, затоа ја носиш косата така, нели, интервенција некако мојата. Според мене ти се да окей за стилот и она што нели како се чувствуваш и тоа што го работиш е перфектно. Ај на вистина, после ќе ми кажеш после емисија како треба. Кажи ми, дали имаш некои понуди за работа на филм, на телевизија, така малку како да кажем, посериозни, да не кажем посериозни, тоа што го работиш секако е сериозно, туку друго од тоа што го работиш, надвор од секојдневната фризура. Па нели, сметам дека кога нели веќе се одлучуваш да работиш нели со малку појавна професија, нели очекуваш да добиваш нели покани, тоест и понуди за работа.
Имам секако понуди за работа во телевизии, за на филм се още нямам добиена работа. Би ми било големо задоволство, нели, да добиам таква понуда. Сепак, нели, работењето на такви проекти сосема треба далече, нели, од она што се го правил во секојдневието, нели, филмовите, нели, и имаш ли желба? Таквите проекти барат целосно даден стриктно на нив. Не може да ги компензираш двете работи. Сметам дека е окей предлог, но секако, нели, кога е моментот да треба да одлучам дали би работел, не сум сигурен дали би работел на филм. Би пробал? Да, би станувало збор за едно огромно искуство, но тогаш не мора да бидеш наясно, нели, што сакаш со себе си. Дали сакаш да го продолжиш, нели, работата како фризер и шминкер, или во студио, или да работиш, нели, на некој нели, терен како на филм, нели. Така. Добро, почитувани, овде правиме уште една кратка пауза со прилогот на колешката Ѓурѓица Златкова, која се осврна на еден неизбежен додаток на сечи убав изглед. А тоа е парфемот. Па да слушнеме. Парфем е мешавина од миризливи етерични масла и ароматични соединенија кои луѓето ги користат за освежување. Производството на парфеми или уметноста на создавање парфеми започнала во стара Месопотамија и Египет и била подоцна усовршена од римјаните и персијците. Првиот хемичар запишан во историјата се смета дека е жена наречена Етрускан, произведувач на парфеми, чие име било напишано со клинасто писмо на плоча во Месопотамија. Таа дестилирала цветови, масла и каламус растение со други ароматични соединенија и потоа ги филтрирала и ги враќала назад во казанот неколку пати. Растенијата уште одамна се користеле во производството на парфеми како извор на етерични масла и ароматични соединенија. Најчесто употребувани во производството на парфеми се листот од лавандер, жалфија, темјанушка, рузмарин и цитруси. Понекогаш листовите од растенијата се виновниците за зелениот мирис на парфемите. Модерното производство на парфеми започнало во доцниот 19 век со комерцијалната синтеза на ароматичните соединенија како ванилин и кумарин, кои овозможувале создавање на парфеми со претходно недостични мириси, единствено од природни ароматични соединенија. Изработувањето на еден парфем е важен дел за многу индустрии, од индустриите за сервирање храна до производителите на разни химикалии. Целта на користењето парфеми во овие индустрии е да се привлечат муштериите преку нивното сетило за мирис и да се примамат за купување на парфемот или перфумираниот производ. Изработката на парфем кој добро ќе се продава е работа на експертите за парфеми, кои понекога се нарекуваат носови на француски нес, поради развиеното сетило за мирис и вештини во препознавањето на разни мириси. За да може еден парфем да го зачува својот оригинален мирис, потребно е тој да биде правилно чуван. Правилното чување на парфемите значи да се чуваат подалеку од извори на топлина и да се складираат на места кои не се изложени на светлина. Отвореното шише парфем ќе го задржи својот мирис се додека е добро складиран. Доколку сте навлечени на опојните мириси на луксузните парфеми, најверојатно ве интересира кои се и најбараните на пазарот како Келвин Клајн, Роберто Кавали, Хуго Бос, Джоб, Антонио Бандерас, Ескада и многу други. Драги гледачи, продолжуваме со нашиот разговор, со нашиот денешен гостин се разбира. Уште малку не останува време за да го дозавршиме целиот разговор. Продолжуваме со списанието Есперанто. Даци, вие сте главен и одговорен уредник, како што се вели на списанието. Од каде идејата така и зошто баш списание, која беше потребата да се направи сето тоа? Па, нели, доста го зборував, нели, за фризурата и за шминката, но ако малку подобро размислиме, нели, каде да презентираме малку повисоко, нели, повисок рейтинг, нели, на оно што го работиме, ако не во, нели, во некое печатено издание. Идејата поттикна од таму да собствената желба да правим нешто поразлично, да се изразваме на друг начин, ме натера, нели, да размислам што би било тоа. Кога го земам в проектот Есперанто, ми беше, нели, собствено, нели, огромна чест. И на крај се добили ефект кој што го очекував. Прилично Есперанто е списание кое што е каталошки магазин, тоест овде оставаме, нели, многу голем простор за реклама
напред се на струмички или производи, продукти, нели, на сето оно што може струмичкиот пазар да ни го понуди. Фризерски салони, нели, она и дури до оној степен на тоа да даваме совети од доктори, нели, од психолози. Имаме така широка гама на широк спектар на информации кои што може да се изучат само од есперанто. Есперанто е списание кое што информациите кои што се внатре ги има само во списанието, ги кажуваат исклучиво за него. Немаме нели она копирање на текстови од интернет, да, па ставено, прецени тоа е продукт кој што оригинален продукт кој што соодветствува на потребите на нашиот пазар. Треба да биде нели специјално за списанието, односно да тоа што ќе биде речено да може да се прочита само во самото списание. Кои таргет групи се цел на списанието? Па офаќаме повеќе групи, имаме нели имаме мода, имаме здравје, имаме убавина. Во главното, како што нели реков веќе, офаќаме апсолутно се што може да понуди нашето поднебје. Односно, она што би ги интересирало на нашите читатели. Так. До сега има 3 броја издадено. Да. Овие 3 броја се излегуваат месечно списание, така? Или периодично некако? Да, не ни е фиксно нели конкретизиран датумот на излегување на списанието од нели други причини, но се трудиме да тоа ако не биде нели точно на самиот месец, да биде месец со неколку денови. Во смисол се трудиме нели да го направиме тоа колку што е можно побрзо, но нели самиот почетниот проблем произлегува од тоа нели да ако го почнуваме да бараме личности за самото списание, поголем дел од оние кои што сакаме да бидат интервјуирани во самото списание ни одбиваат да ни дадат интервју. Не знам која е причината нели да самите личности не сакаат јавно да бидат нели изгласани, тоест видени. Мислам дека овде во Струмица се уште сме до тој степен да не сакаме нели така да се некој затворен, стегнатост. Обично се трудиме нели она работи што ги правиме да ги правиме поскриено. Сметам дека има толку многу убави работи, тоест многу интересни работи од личности кои што нели треба да бидат кажани, а сепак тие сметат дека не сакат да бидат нели јавно да се експонираат, да се Добро, според тоа во директен разговор сте нели нормално и во индиректни информации примате според тоа луѓето што кажуваат дали е читано списанието, дали буди интерес кај читателите? Да ти кажам, уште самото прво списание, значи го извадивме есперанто, имаше голема побарувачка за самиот број, што нели исто така ни направи поттик да го направиме и вториот и третиот еве на рете на четвртото издание на есперанто. Има голема читаност кај луѓето, пред се тоа се должи на самите корисни информации кои што се наоѓаат внатре во списанието, самите интересни или факти. Тоа што сакам да го кажеме дека нели како производ есперанто ни нуди буквално се што сакаме нели да чуеме или да видиме од другите, односно или во моменти кога нели нешто ни е потребно да го прочитаме. Во денешно време сметам дека малку овој производ нели е запоставен од причина нели на медиумите кои што се нели во интернет верзија, но сметам дека ова е нешто што и после 10 години нели би останало како информација за нас. Не е нешто што нели при некоја причина би можело да ви се избрише или од секавањата или од вашиот компјутер, лаптоп. Сепак тоа е производ нели кој што и после 10 години да го земеш да го прочиташ, би било актуелно би било окей. Добро, имате спонзори, како се снаоѓате со оглед на тоа дека списанието е бесплатно? Да, веќе трите броја на есперанто се пилот изданија. Мој напор е да остане тоа и така. Пред се нели станува збор за списание кое што според мене е многу драгоцено, не би сакал да биде дадено на место каде што нели не би било добро прифатено, односно не би било читано. Пред се сакам личностите, односно или локалите, објектите кои што би го имале есперанто, да тоа нели биде баш така како што треба. Затоа нели и го даваме на одредени места и на одредени личности и и самото списание е доста квалитетно, и хартијата и фотографиите внатре и така натаму. Така да што подготвувате за следниот број, последно прашање? Така, тоа е нели есперанто
Есперанто е пред се магазин кој што е направен од една од најквалитетните хартии. Станува збор за многу скап производ, тоест колку квалитет тежок е многу, значи Есперанто. Исто така нели имаме некоја соработка со спонзори која што е нели на тај начин ги покриваме трошоците за Есперанто. Многу сум нели среќни и задоволни со тоа што нели што самите луѓе, односно локали во Струмица или спонзорите ни даваат можност да ние продолжиме напред со Есперанто. Исто така би сакала да се благодарам нели на новинарите, односно на целиот тим на Есперанто кој што работи. Исто така на нели оние кои што се рекламираат внатре, на оние кои што ни даваат нели да продолжиме понатаму, односно оние што ги интервјуираме. Во следниот број не би сакал да откриам многу детали. Малку. Нека да се наоѓаме овде на почетокот нели на подготвување на списанието. Немаме што многу да откриеме бидејќи сега сме до некој степен нели на радоследот на нештата нели. Така да видите што ќе влезе, што ќе отпадне и така. За следниот број можам да речем дека ќе биде нели се надеваме уште поинтересно од третиот. Можам да открием дека во последниот број нели како што може да гледате самите читатели, односно и гледачите на вашата телевизија, имаме успешна соработка со нашата непозната дизајнерка Емили Пишева-Гоџирова. Сметам дека таму ќе може да видите ексклузивни фотографии од свадбата нели на главниот дизајнер исто така во Емили. Она така поинтересното за мене што сметам дека нели исто така би ги заинтересирало на нашите читатели. Добро. Даци, јас ти благодарам што беше мој денешен гостин. И мене лично ми откри некои работи кои што до сега не сум ги знал. Си направивме убав муабет, ти посакувам успех во твојата работа и се гледаме. Благодарам и вам, ми беше така пријатно. Се гледаме во наредна прилика. Драги гледачи, тука завршуваме со денешниот утрински пулс. Имајте убав ден, се гледаме утре во изданието без гости, во кое ќе ви презентирам разновидни нешта. Имајте убав и пријатен ден, до гледање.